Колку често се качувате на врвот на водно? Па често. Често, да. Одам, па, еве да речеме, месечно 3-4 пати. Ако е тоа често или... Еднаш месечно. Годишно отприлика, не знам, 4-5 пати. Така. 2 до 3 пати во неделата. Порано кога бев млад, многу често. Секоја недела обавезна беше, а сега се поретко и поретко. Еднаш месечно во просек. Поретко. Според обврските. Ретко, може во 2 месеци еднаш. Дали одите до горе пешки или дел со кола, дел пешки? Не, од средно до врв одам пешки. Некогаш со кола. Па пешки преферирам, да. Дел со кола, дел пешки. Докај што може со кола. Сметате ли дека треба до горе, односно до врвот да се оди пешки или да се отвори патот и за возила? Не треба за возила секако. Не треба. Па јас сметам пешки. Али зависи од здравствената состојба на личноста, нели личностите. А може и со возило. Али јас сум за пешачење повеќе. Подобро е да биде со жичара или со пешки. Зошто така мислите? Па поефикасно е, поздраво, луѓе додат за пешачење, побрзо се стигнува со жичари, не мора горе со коли да се оди до горе. Не за возила, само пешки да се оди. До врвот не, бидејќи има жичара. Треба жичара да има од хотел Панорама и да не се користат многу возила без некоја потреба, ал до врвот не. Па треба, нека биде тоа контролирано, ама треба. Зашо еве сега жичарата нешто не работи, па како ќе се качуваме до горе, не може. Не сметам. Мислам дека треба пешки дека е подобро, да. Не, мислам дека побаво би било тоа на алтернативен начин да се реши, но верувам дека ќе има меѓуинституционална соработка и ќе се најде најдоброто решение. Дали водно е атрактивна локација за да се отвори ресторан таму? Бе, јас мислам дека тоа е локација која што е за потребите на АЕК, а дали ќе има ресторан или нема, слушнав шпекулација, ама не сум сигурен. Мислам, доколку нема возила, се разбира дека е добро да има било што горе. Па зошто да не, иако најважно е природата да се зачува таму. Па да, ама не знам дали треба. Зависи. Не гледам ништо против. Не знам, ако им се исплати, да, дека се отвара. Планинарски дом имаше и беше добар. Па јас мислам дека водно е премногу изградено и не треба ништо да се гради, апсолутно. Од подножјето па до горе. Премногу е натрупано. Да, и сум на висина пресретна што ќе се отвори ресторан. Супер, ќе има добар поглед горе на водно. Значи ви се допаѓа идејата тоа.